Денеска сакаме да презентираме пред јавноста дека присуствуваме на чин на подпишување на меморандум за соработка со фирмата Holtz Consulting СРО од Словачка, чии представници господинот Љубомир Солдан и господникот Хенрих Кубичка се тука, во присуство на заменик министерот за економија, господинот Христијан Делев, кој што предмет на овај договор за соработка или меморандум за соработка е соработка во полето на она за кое што ние се декларативно обврзавме дека оваа година отпочнуваме со процес на реформи во рамките на производството македонски шуми и ориентирање кон производство на пелети, брикети и слично или со еден збор користење на биомаса во процесот на стварање на енергија, каква енергија, значи топлотна и било која друга. Токму тука и токму денес со нас тука присутни се господата од Словачка, од фирмата Holtz Consulting, која со денешниот ден на подпишување на овој меморандум изразува и волја и цврста желба за соработка во полето на произведување на пелети во Република Македонија. Овај меморандум за соработка содржи основни одредби со кои што од едната страна македонски шуми се обврзува да на Holtz Consulting, фирмата од Словачка, представена од господата кој ги најавив, му обезбеди потребна суровина и секоја друга логистичка поддршка во рамките на отпочнување на процес на изградба на капацитет или фабрика која ќе произведува пелети, но нема да биде само пелети, туку и во рамките на се она што значи и да се тие пелети дистрибуират до граѓаните на Република Македонија. Што значи дека не се ограничени само во тој дел, може да произведуваат и други работи од дрвната индустрија, но приоритет е токму фабриката за пелети. За капацитетите и за колку ќе вложат, односно кои би биле обврските правата кои што другата страна со подпишување на овој меморандум ги има, ќе кажат самите господа и ќе каже заменик министерот Делев. Јас само сакам да кажам дека ова е само прв чин. После склучувањето на овој меморандум за соработка ќе пристапиме кон конкретни потези. Прво, ќе треба да се регистрира фирма во Република Македонија од страна на представниците тука, а со таа фирма ние ќе склучиме договор за соработка кој што ќе биде на 5 години, со кој што договор ќе ги прецизираме сите обврски кои што прилегуваат и кои се во рамките на процесот за производство на пелети. Во рамките на тој договор ќе кажеме со каков капацитет, каде ќе биде лоцирана фабриката, колку вработување и така натаму, за кое што јавноста по-детално ќе информираме понатаму. Значи, ова е чин на почеток на она што го заговаравме и се надеваме дека многу брзо после подпишувањето на овај меморандум за соработка ќе пристапиме на подпишување на конкретни договори. По конкретни работа ги повикувам господинот Хенрих Кубичка да објасни што оваа фирма Holtz Consulting би превзела во Република Македонија, односно кои се нивните размислувања и идеи во рамките на она што јас го најавив. So good afternoon. I'm very happy that we're meeting here, and I hope it's going to be okay that I will talk in English. Unfortunately, I don't know Macedonian language, but I promise that as we will cooperate, that I will learn your language. So this is very good opportunity for us and for the Macedonia country that we're signing this contract that is going to help the country to become using the renewable energy to produce heating. As you may know, that when we talk about pellets,
and we're talking here the primary, this will be a production of pellets. Pellets are produced from wooden waste, right? It is not produced from a tree. It's produced from wooden waste. That's the plan that we have, that we will be using the waste from the woods, but not only. We'll be using also the waste from the fields that you have here, as well as the vineyards that you have also here, and we'll be producing the pellets, which is the green energy, as we can say, and it's the future. If you look at the EU countries, that the usage of pellets as the source for energy is growing from more than 10% every year. And as a company, we will set up a factory that will be collecting the waste from the woods and from the field, and we'll be producing the pellets here. So the first phase that we plan and is agreed with gentlemen here, it will be reinvested up to 10 million euros, and this project that was set, it's gonna employ up to 500 people, the first phase, within the first 3 years, and then we're planning to employ more people. This production of the pellets will be used for the market of Macedonia, but majority will go for export. As I said, that the usage of pellets in EU is growing every year. And for example, the biggest user of pellets is Italy, which from here, from Macedonia, it can be easily exported to Italy. And in the second phase, we'll be also looking that we'll set up a factory that will be producing heaters itself, that the people of Macedonia can use it, the pellets and the heaters, instead of whatever they're using now, and maybe it's not as green as it should be, and and you can feel it in the air that sometimes people are not using the green energy. Okay, I'm open to your questions if you have. Може накратко? Да. Значи, ова инвестиција е дел од нашата иницијатива за привлекување поголем број на странски инвеститори. Со оваа компанија веќе разговараме цела година разговараме околу можноста за производство на пелети во Република Македонија, но и производство на грејни тела. Еве денес е чинот на потпишување, односно на почетокот на поставување на, да кажеме, основите на овој joint venture или на ова заедничка инвестиција, што треба да ја имплементираат ЈП Македонски шуми и Holtz Consulting. Станува збор првично за производство на пелети кои ќе користат примарно отпадот, шумскиот отпад, но и земјоделскиот отпад кој досега никаде не се користеше. Значи целиот тој отпад што останува од лозијата, по линијата, тој ќе го собираат и ќе произведуваат пелети. Дополнително сакам да напоменам дека компанијата покрај тоа што ќе произведува пелети, ќе има и дистрибутивна мрежа. Нели денес пред неколку дена имаше и доста жалени од граѓаните дека еве нема доволно пелети на пазарот, но еве од консалтинг се обрзува дека во нивниот план е да направат и таква дистрибутивна мрежа, каде што
корисниците на пелети не треба да се грижат дека еве дали ќе има, дали ќе нема, туку оваа компанија ќе се обврси да им ги носи пелетите до нивните домови. Што е пракса во сите држави кои користат пелети како извор на енергенство, односно за загревање. Планирано исто производство на грејни тела, селектирани се 2 локации каде што е планирано производството. Многу важно е за нив да локацијата биде блиску коридорот 10 и блиску до железница. Но тоа треба во наредните 2 недели да утврдат која ќе биде точната локација. Многу е важно заради тоа што поголем дел од суровината треба да дојде од надвор, од Соединетите Американски држави и од Украина, бидејќи ова е големо производство, значи нивното месечно производство ќе биде 2 пати поголемо отколку, да кажеме, цела Македонија да се преориентира на пелети. Значи главниот дел ќе биде за извоз, главниот пазар е Италија и од Македонија понатаму би сакале тоа да го извезуваат на европскиот пазар и затоа им е потребна близина на железница. Двете локации што се селектирани се близко до железница и имаат, да кажеме, и се близко до автопат, но и ги имаат цела таа потребна инфраструктура за изградба на оваа фабрика. Инвестицијата е планираната првична инвестиција е 10 милиона евра и 500 вработување, тоа е во првата фаза, а понатаму ако се остварат плановите ќе се оди и на друга фаза што секако ќе има и многу поголем број на вработување.